أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до сунниот ден. Откако завршивме со некои права на мажот, кои жената треба да ги почитува, редно е да се подсетиме и на правата на жената, кои мажот е должен да ги почитува. Овие права што сопругата ги има кај својот сопруг се делат на два вида: материјални права и други права. Што се однесува до материјалните права, тие се на прво место мехрот или брачниот дар. Тоа е имотот што жената има право да го добие од својот сопруг со склучување на бракот или со стапување во брачен однос. Тоа е право што Аллах Азза ва Џелле му го наложил на мажот. Велит Аллах субханаху ва таала: и со драго срце на сопругите венчалните дарови дајте им ги како обврска, и ова обврска од страна на Аллах Азза ва Џел. Второ е издржувањето. Бидејќи жената преминува од грижата и заштитата на својот татко во домот на сопругот, па тога сопругот е должен да се грижи за нејзиното издржување и за нејзината заштита. Ова издржување треба да биде на убав и вообичаен начин. Мажот да не се задолжува над своите можности, но ниту да и прави неправда на својата сопруга со тоа што ќе ги скратува нејзините права. Возвишениот Аллах Азза ва Џелле вели: богатиот нека троши според своето богатство, а оној кому му е ограничена нафаката и рискот, нека троши од она што Аллах Азза ва Џелле му го дал. Аллах никого не го задолжува повеќе од она што му го дал. Аллах по тешкотијата на вистина ќе даде олеснување. А Џабир радијаллаху ан пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем во прошталната худба рекол: вашата обврска кон вашите жени е да им обезбедите храна и облека на убав и соодветен начин. И трето од овие материјални права е нејзино сместување. Сопругот е должен да ја обезбеди на својата сопруга соодветно живеалиште според своите материјални можности. Аллах Азза ва Џелле вели: сместете ги таму каде што и вие живеете според вашите можности. Што значи, негова обврска е да ја обезбеди соодветен дом, а додека нејзина обврска е да го чува тој дом и во него да придонесува за градење љубов, слога и среќен брачен живот. А што се однесува до другите права, меѓу нив се прво и најбитното меѓусебно помагање и советување. Сопругот е одговорен за својата сопруга. Ако таа не знае нешто од верските прописи, должен е да ја поучи. Ако погреши, да ја советува. Ако застрани од исправниот пат, должен е да ја помогне да се поправи и да се врати на вистинскиот пат. Ако забележи кај неа нешто добро, нека ја поттикнува да истрае во тој хаир. А ако забележи лошо однесување, нека ја одврати од него, нека ја подсетува и советува.
Таа е меѓу оние кои најмногу заслужуваат он него советување и поттик кон богобојазливоста. Возвишениот Аллах Азза ва Джелле вели: о верници, чувајте се себе си и вашите семејства од огнот, чие гориво ќе бидат луѓето и камењата, над кои ќе бидат строги и силни мелеки, кои не му се противат на Аллах Азза ва Джелле во она што ќе им го нареди и потполно го извршуваат она што им е наредено. Затоа, сопругот треба да поттикнува кон покорност кон возвишениот Аллах Азза ва Джел и да ја одврача од она што Аллах Субханаху ва Таала го има забрането. Исто така, треба да и помага да ги одржува своите фамилиарни и роднински врски и да го посетува своето семејство и роднини и не сме да ја спречува во тоа. Ова е право од најголемите права, бидејќи преку овие права се одржува брачниот живот и се поправа семејството во куќата. Затоа човекот не треба да го занемари ова право поради своето собирање на имот или поради барање на екзистенција. Возвишениот Аллах Азза ва Джел токму ни укажал на ова и вели: наредувај му на своето семејство да клања намаз и биди истрен во тоа. Па немој да те оддалечи тоа дуња и барањето на рискот да се заборај својата фамилија, да не и поттиквиш кон Аллах Азза ва Джелле, а посебно да не и поттикниш кон намаз. Ние, велит Аллах Азза ва Джел, не бараме од тебе нафака, не бараме од вас риск, баш напротив, ние ве снабдуваме, а убавиот крај на вистина им припаѓа на богобојазливите. Второ право е убаво однесување. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем рекол: најдобриот од вас е оној кој е најдобар со својата фамилија, а јас од вас сум најдобар кон мојата фамилија. Исто така возвишениот Аллах Азза ва Джел ова ни го нареди со неговите зборови: и живеете со нив на убав начин. А ако нешто кај нив не ви се допаѓа, може би не сакате нешто, а Аллах во него ставил многу добро. Затоа сопругот не треба да ја повредува со своето однесување, ниту да ја навредува и омаловажува со зборови, ниту да употребува груб и непристоен говор. Напротив, треба да ја почитува и да ја укажува љубов, да ја цени и да го чува нејзиното достоинство, особено пред други, особено пред нејзините деца или пред нејзината или неговата фамилија. А најпоќе што има кај многу луѓе е тоа што тој ужива да ја срами својата жена или да ја навредува пред деца или пред својата фамилија. А како би имало спокој и љубов во домот ако сопругот е груб, лесно се лути и постојано ја прекорува својата сопруга, ја обвинува за секоја грешка, а го заборава нејзиното добро, ретко и се заблагодарува и не покажува никаква нежност према неа. Он не ја бара да биде уредена и дотерана, а самиот не му е гајле за својот изглед. Сметат исто така дека е срам да и помогне во домашните работи, дури и кога таа е болна или изнеморена. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем рекол: верникот не смее да ја мрази верничката. Ако не му се допаѓа една нејзина особина, ќе биде задоволен сигурно со некоја друга. Имаме Шаукјани рахимахуллах рекол: во овој хадис има упатство за убав брачен живот и забрана мажот да ја мрази својата сопруга само поради некоја нејзина особина што не му се допаѓа, зашто и покрај тоа кај неа сигурно ќе има нешто друго со кое тој ќе биде задоволен. И трета особина, чувањето на љубовта и убавото заедништво. Брачниот живот на вистина, браќо, остава спомени и врски што не треба лесно да се забораваат. Верниот сопруг не ги разгласува недостатоците на својата сопруга, не ги открива нејзините тајни и не го заборава доброто меѓу нив. Па дури ако дојде до развод и до разделба, тајните никогаш не смеат да бидат откриени, а недостатоците никогаш не смеат да се разгласуваат. А оне што исто така е познато ке нас, ако се деси развод, тогаш да не слушни што зборови зетот за невестата или обратно. Возвишениот Аллах Азза ва Джелле вели: и не заборавајте ја добрината меѓу вас. Немојте да ја заборавате добрината меѓу вас. На вистина Аллах добро го гледа она што го правите.
Од убавото однесување кон сопругата е мажот да се чува од неправда, навредување, понижување и насилство. Жената не му е дадена да ја злоставува, да ја тепа и повредува кога ќе се налути, туку Аллах азза ва джелле му наредил и живе и со неја на убав начин. Аиша радијаллаху анха рекла: Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем никогаш со своја рака не удрил ниту жена, ниту слуга. И кога жените дошле во една прилика да се пожале на нивните мажи кои го идирале, Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем рекол: таквите не се од добрите луѓе меѓу вас. Затоа мажот нека не ја покажува својата сила врз својата сопруга, туку нека ја покаже својата богобразливост, стрпливост и убав морал. Силата не е во тоа да повредиш послабата страна, туку да се совлада себе си кога си луд. Го молиме на возвишениот Аллах азза ва джелле да ни упати на правиот пат, да ни даде добар и среќен брачен живот. И го молиме на Аллах азза ва джелле да ни упати нас и нашите жени и нашите деца кон она со што тој е задоволен субханаху ва таала. И го молиме на Аллах азза ва джелле да ни соедини во хајр и добро на оваа дуња и да ни соедини во џеннетул фирдаус заедно со пратениците, искрените и шехидите и со сите добри луѓе. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على خير البرية والملحمة والهدى، فقد أمركم الله في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بمن ناصدهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن أيدهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا عزيز يا قويم، اللهم دمرهم يا رب العالمين. اللهم عليك بجنودهم، اللهم عليك بسفنهم، اللهم عليك بطائراتهم يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم في غزة، اللهم انصرهم في الشام، اللهم انصرهم في سيناء، اللهم انصرهم في ميانمار، اللهم انصرهم في إفريقيا، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فك قيد أسراهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.